Хеј. Малце слопи прелаз. Има некој нов сетап кој не го баратам баш најболje. Добре дојавте во третото издание на Pandemonium Radio Show. Јас сум Айрис Креш. Одиме со My Beautiful Dark Twisted Fantasy Special, значи едно целосно издание посветено на најдобриот албум за оваа декада. Поздрав до сите што се пуштија на Mixlr толку рано, Notification Gang. Ставив 3 песни за загревање, не очекував дека толку брзо ќе се наполни чатот и слушаноста, али еве сме тука сме, спремни да збориме за најдобриот албум на оваа декада. Јас сум Айрис Креш, вашиот домакин за денес. До мене као ко-хост го немам Activity, кој се уште си обработува својата самоизолација од дома. Он киде преку Zoom. До мене човекот Никсар. Тие што не знаат, Никсар е нашиот in-house дизајнер на Pandemonium Radio Show и еден од најголемите фанови на Kanye и посебно на овој албум. Само за информација, каверот од албумот стои на профил на Instagram, така да тоа ви кажува колку му значи албумот на него. Сакам да ги представам моите соговорници, односно моите кодомакини. Никсар од тука, прв пат во Pandemonium Headquarters како ководител. Здраво! Здраво, Ари! Фала за поканата, фала за гостопримство и едва чекам да збориме за албумот. Мило ми е што дојде се подружиме, малце се видиме и плюс знам некој албум многу ти значи, па затоа го пишувавме текстот заедно и те викнав да дојдеш тука. Сакам да го вклучам и Трајче од дома. Трајо? Јо. Трајче преку Zoom. Здраво, Трајо, како си ти, да те прашам прво? Ден 10 од изолација, одлично се чувствувам топ, но ко прикошен го направивме ова, да не се изложуваме на непотребни ризици, уште малце, па така да за следната емисија ќе бидам таму. Yes sir, Pandemonium Radio Show 4, Iris Кречит Activity in the Headquarters as the first time. Како што веќе знаете, вчера напишавме 3 текста за овој албум на Pandemonium Radio на Instagram. Тие што не следите на Instagram, pandemonium.radio, таму ги пишуваме текстовите, таму ги најавуваме стварите што се дешаваат поврзани со радиото. Овој албум значи на сите нас тројца кои сме дол Pandemonium Radio многу и затоа решивме и да направиме 3 поста за него и плюс да посветиме цело издание, бидејќи има многу што да се слуша, многу што да се збори за него. Исто така, не знам дали прочитавте на Instagram, али примаме други луѓе во нашиот Zoom митинг, така да ако се сеќате дека имате нешто да кажете во врска со албумов, ако сакате да кажете бар 3-4 минути 5 што значи тој за вас, добре дојдени сте, ни пишете, ќе ви даваме линк од Zoom митингот да влезете, тоа ќе правиме за некој пола сат од сега, али чисто да идите на ум, ако сакате спремете се, имате нешто да кажете. Почнавме со 3 песни кои не се од албумот, туку се од серијалот Good Fridays, кој Kanye West ни го поклони како најава за излегување на албумот. Овие со 15 Good Fridays песни кои ги вадеше секој петок, тој го најави албумот и направи огромен anticipation за него. Ги слушнавме песните Lord, Christmas in Harlem, кој инаку му е милена од овие Good Fridays, и завршивме со Christian Dior Denim Flow. Со тоа направивме кратко загревање, овие песни ги пуштивме директно од Mixlr плейлистата, а сега почнуваме со преслушување на албумот од плоча. Тоа е една новост во Pandemonium Radio, ќе го слушаме цел албум на плоча, инаку албумот бидејќи е многу долг, има 3 плочи по 2 страни, значи 6 sides, 6 страни. Ќе почнеме веднаш со првата страна, ќе слушнеме една или 2 песни, па ќе позборуваме малце ние околу албумот и што ни значи тој на нас. Бига до сите што не слушаат, пишете ни во коментар, влезете во конверзација на Mixlr, бидејќи тој е целта на истата. Јас сум Айрис Креш, почнуваме со преслушување на My Beautiful Dark Twisted Fantasy од Kanye West. Еј, ме слушате? Погласно збори вика Трајче. Да, знам. Да не се смениш ли да се посолни? Па не, така збори Никсар и подалеку, нема везе, ќе... Чекај, прв пат ми, треба да се навикам. Да, лабаво. Две песни ќе врдат цели или песната песна? Да ги коментирам. Да видиме колку трае, не знам колку трае, брат. Нема да ги коментираме песна по песна. Прво ќе влеземе општо. Нешто слично на тоа што пише, тоа што те праша. Значи, колку да трне работата, да видиме дали некој ќе се вклучи, а после може да се вратиме на која песна ти е омилена ово она. Да. Мислам, ако имаш ти нешто може да кажеш одма за прва или за втората песна, директно да почнеш со тоа да го објаснуваш, ама
Ти слушаш таму? Ти не слушаш? Може да слушал ки не. I say broke in Spanish, me know hablo. In that diablo. You ain't got no fucking easy or Serato. Без 9. G-Master still visiting. The pain or the hangover. This way your wind's low. Just kids, no parents. Then stop with the herons. So the devil in the Christ of the bearer. The hell will spare us. And the bodies that declare us. But after that, took pills, kissed and errors. And we'll go back and Paris. Till we get much higher. So Жена или... Не ме познава. Мусор радо. Трајо влагаме. till we get much higher. So till we get much higher. Till we get much higher. Какво отварање на еден албум. Can we get much higher? Dark Fantasy, првата песна од ова ремек дело. После вакво отварање не мислам дека не има некој опција албум да биде лош. Рече се слушаме. Да, овде сум. На почеток сакам да позборам со вас двајца по овој албум. Пред се што значи тој за вас? Зашто го слушате, каде го рангирате на топ 5, топ 10 all times? Трече сакам да почнам со тебе. Кажи ни каде го рангираш ти овој албум и што значи тој за тебе? Па пред известно време, неколку месеци уназад, ми имаше предизвикано да напишам, тоа беше на Facebook, не идеше тоа на Instagram, ми кажа да направам листа од моите најомилени албуми и несомнено My Beautiful Dark Twisted Fantasy ми се најде топ 10 и се уште е таму и мислам дека тоа ќе остане непроменето. Од самиот факт што ова е, мислам дека магнум опус на Kanye West, со тоа што мислам дека во тој момент, иако ние бевме прилично млади, го слушавме и имавме слушнато нешто претходно од него, 808s and Heartbreak беше моето интро во Kanye и после се навратив наназад на сите негови албуми, но кога го добивме овој оферинг и заедно со Good Fridays и све тоа што следуваше изоколу, мислам дека тотално ми го смени мислењето, бидејќи никој од нас не знаеше Kanye во каква насока ќе иде со музиката после све тоа што се деси во 2009 за во 2010 ноември да извади ваков мастерпис, според мене, албум за него, а и за музиката многу важен. И тоа го напоменав и во мојот текст, реков дека и самиот Kanye West вели
и има изјавено дека овој албум и успехот на овој албум буквално било најважното нешто за него и животот му зависело од тоа. Така да и за мене, не дека животот ми зависи од тоа, дефинитивно, далеку од тоа, но е еден од моите најомилени албуми, најслушани, најперфектни за мене. И мислам дека ќе остане во константна ротација се дор не извади нешто подобро, а мислам дека тоа нема да се деси. Кажи ми само те прашам за перспектива, ти овој албум го слушаше како излагаше, значи Good Fridays и што мислиш за албумот беше во текстот него, така? Да, дефинитивно. И тоа баш го имав другар кој што ме стави на Кање, уште од средно, ја не бев некој огромен фан на Кање уште претходно. Велам, значи го фатив уште со 808s and Heartbreak во 2009 и после почнав да го следам и да го пратам константно и Good Fridays беше одличен спој на артисти со тоа што ги имаше некои од раперите кои што ги слушав во тоа време, тоа беа Common, тоа беше Raekwon, се упознав со Pusha T и сиот тој ростер, да исто Сайхај уште од тогаш ми стана еден од омилените лиричари на тој албум. Да, он има една анекдота која ќе спомнеме малку покасно, те прашувам бидејќи сите ние тројца и јас Никсарот во различно време од животот и на различен начин го имам откриено Кање. Јас го слушав уште претходно и Jesus Walks и Diamonds from Sierra Leone, али тогаш го разбирав, не го разбирав доволно и 808s and Heartbreak, да имаше песни кои ми се свига многу, но не го имав разбрано точно како цел проект. И овој албум конкретно го слушав уште со Good Fridays и ми се свиеше уште од самиот старт, и Пенгерите го имаше, и Monster, и Dark Fantasy, значи баш онака го осети во моментот, и знам кој момент беше тоа за него и општо за музиката, односно тогаш можеби не знаевме кој биде моментот за музиката, али од оваа гледна точка тоа биле многу клучни години за музиката која тогаш се оформи и ја направи оваа декада да можеби не да звучи, но на многу начини придонесе овој албум кон целата декада. Зборевме со Никсар преска кога правевме мојот за албумот, он го имало посебно во тотално различно, бидејќи малце помлад, во тотално различен момент дознати и на некој начин има прифатено на некој начин првиот допринос од него. Никсар, во која година го слушна ти прв пат албумот и што ти остави прв печаток од него? Прв пат го слушнав летото 2017, мислам. И до тогаш не бев чул такво издание на хип-хопот. Не знаев дека постои такво издание на хип-хопот и од тогаш ми ја смени целата перцепција околу целиот жанр. Добро, значи ти го слушаш албумов и што се викаш за него? Како го прифати првиот пат кога го пушти го слушаш? Дури не ни изгледаше на хип-хоп албум, бидејќи има толку многу жанрови, толку чувства во него. Буквално како една целина е мастерпис, ремек дело. Кажи ми што значи албумот за тебе, каде го ранкираш ти на твојата топ 5, топ 10? Секогаш на број 1. На број 1, зашто? Број 1. Затоа што, како што кажав, досега не сум чул такво издание на хип-хопот. Ова е, како што кажат, раче неговиот магнум опус. После се тоа што се деси, тие инциденти, ова е исто и недобриот камбек што некогаш се случил во хип-хоп музиката. Се слагам. Добро, кажи ми, еве се кажам за мене, ја овој албум го ранкирам многу високо, објективно, но субјективно не го ранкирам толку високо, бидејќи излажам ако кажам дека ми е постојано во ротација. Овој албум мислам дека не ми е најслушаниот албум од Кање, искрено. Ќе позборувам малку покасно за тоа, но се поврзано со овој албум, од случаите пред него до ефектот кој го има, едноставно прави да не може да не го ставиш на врвот на... Да се надоврзам на тебе, овој албум, за разлика од 808s and Heartbreak, не е толку influential, како што е 808s and Heartbreak. Во поглед на звукот, мислиш, така? Да, и колку артисти има инспирирано тој албум, како што се The Weeknd, Drake, многу артисти излегуваат од 808s and Heartbreak. Случајот со My Beautiful Dark Twisted Fantasy не е тој, ама сепак е револуционерен албум. Да, се сложувам. Шатот ми гори, ја не можам да го пратам баш. Шараот за сите што се вклучуваат. Кој сега да се вклучи на Zoom, нека ни пишат. Рајче, ќе кажеш нешто повеќе за албумот? Па да. Сега или забовете недоволно? Ја одма би се
овде малце би го контрал Никсер со тоа што го кажа. Верувам дека My Beautiful Dark Twisted Fantasy исто беше имаше огромно влијание на културата, бидејќи до тогаш не беше видено такво издание да се појави посебно во мејнстрим сферата. Едноставно Кање направи еден огромен ризик со тоа што ги сруши сите граници и тоа мислам дека беше потиснат на еден начин. Со тоа што ги струши сите граници. Дефинитивно и почнувајќи од семпловите и за разлика од тоа што бидејќи ако го погледнеш Airwaves and Heartbreak е многу на минималистички сведен со тоа што продукцијата е многу stripped down, е многу едноставна, неговото пишување е многу поедноставно, има поише хукс неголи некои версови и буквално го зеде тоа и го сврте на опачки со My Beautiful Dark Twisted Fantasy кај што почна да користи семплови кои што дотогаш не ни биле се нема слушнато во хип-хопот и мислам дека тоа ми беше и завршната мисла во текстот кај што е стварно албум кој што сите го цитираат ко највлијателен и дека ги инспирирал да прави многу, но никогаш никој не успеал да го рекреира. Да, експериментален е во своето јадро, во сршта е, да, дефинитивно е експериментален албум. Имаш храброст после силото и хејт. Апсолутно. Се сложува, мислам да направиме добро интро, сакаме да збориме, исто така сакаме да слушаме музика. Јас имам некој впечаток дека голем дел од луѓето го знаат албумот, ја знаат неговата величина, но да чуеме една песна по песна од име за сите што го немаат убаво преслушано, можеби сега последно петите ќе добиете некоја друг сенс и друг поглед кон него. Така да ќе збориме, ќе слушаме музика, ќе повторам што неше пуштаме од плоча, прв пат на Пандамониум радио, првиот пат пуштивме музика од касета, трето издание пуштаме музика од плоча, да слушаме My Beautiful Dark Twisted Fantasy, пишете ни чатот, се враќаме за кратко после неколку песни, една или две песни во живо. Многу сакам да ги слушаме песни од почеток до крај, бидејќи секој момент е добар, но ќе ни земе премногу време. Секоја песна е многу долга, интересни се интрото и аутрото и се измеѓу, но ќе мора малку да ги кратиме колку толку, за да ја одржиме поише интеракција и енергијата во емисијата. На суммитникот ми влега двајца другари, двајца пријатели, Бодан Андонов и Димитар Милев. Здраво. 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 Повторам уште еднаш, правиме интерактивно издание на Пандамониум радио шоу. Претходната епизода тестиравме можности на Zoom, ги тестиравме и сега сме отворени за некој ако сака да се вклучи да биде дел да си каже што има за албумот, некој ни пише ќе му даеме линк да влезе. Здраво за Бодан и за Димитар. И некој слушнавме песната Power од Kanye West, која излезе прва за најавен овој албум. И кога излезе така како сингл, името на албумот не беше се уште познат дека ќе биде вака. И оваа песна предизвика големо внимание, но мислам дека последниот Good Fridays кој следува го направија хајпот околу песната. Инаку Power е голем хит како прв сингл, се уште остана како на стейтмент трака од овој албум. И има зашто, дефинитивно, како и голем дел од другите песни. А сега да позборувам, од да вклучиме Димитар и Бодан. Ај просто ќе почнеме со Димитар. Кажи ми, брат, што значи овој албум за тебе? И што го прави да е толку голем колку што е? Па брат, овој албум за мене лично е можда најдобриот албум од аспект на било кој жанр во историјата на музиката, јас што сум слушнал, како Body of Work целокупно е најдобриот албум за мене. Секој пат кога го слушам, ми се понова откривам некои нови ствари кои што не сум ги чул претходно, некои нови доживувања. Значи за мене е како најдобриот албум што сум го чул некако онака. Најдоброто доживување музичко уствари, технички. А што е тоа што кој моментот што ти го прави тоа доживување да ти е такво како што е? Па вајде начинот на кој што, знаеш, албумот на кој што е склопен е сосема максималистички направен. Значи, се што можело да се направи во тој период, мислам не во тој период временски, туку тој that period of time за Kanye, бил направен на највисоко ниво. Значи, како опочнувајќи од музиката, како семплинг, начини на креирање на битови, на
на текстови, на гости, на артворкот и така натаму. Значи, се тоа прави едно доживување кое што не може неповторливо ми е во било кој медиум, затоа што е единствено некое тело како body of work кој што инкорпорира поише различни медиуми за да ти го донесе тоа доживување. Може да пуштиш на пример, знаеш, она филмот што го има пуштено заедно со албумот и таму убацена музиката од албумот, на пример, ама ти дава сосема друго доживување од кога што на пример би го слушал само албумот. Артворкот сам по себе е сосема некоја друга прича, значи како ги поврзаш сите тие елементи, добиваш некој сосема луд производ. И за мене лично тој момент е многу поважен и многу позначаен. За мене лично е тоа што се сите работи околу музиката, како се направени и зашто се направени така, и тоа ми го става толку високо. Бодан, што значи овој албум за тебе? Може да ни кажеш во која фаза животот си го преслушал, која година и како си го осетил првиот пат? Па, за мене, исто ќе се согласам со Димитар, за мене исто ова не можам да кажам дека е најдобар албум на сите времиња, поради тоа што сметам дека не сум дослушал доволно музика за да го кажам тоа, ама дефинитивно најдобар хип-хоп албум на сите времиња. Според мене, мислам дека генерално се смета, ако не за број 1 топ 10 на повеќето листи што ги имам јас видено барем. За мене албумов е поем за совршенство, кој ќе кажам она магнум опус, кој ќе кажам буквално ме асоцира на албумот и го гледам каверот пред мене. Секоја песна само по себе си има свој почеток, средина, на крај обмислена на многу гениален начин, каде што сите елементи се комплементираат, секој гостување има зашо е тоа гостување одбрано и мене тоа многу ми се допаѓа што Kanye West дава се од себе да достигне совршенство ако тоа уопште некогаш постои. И тоа за мене го прави најболje на сите времиња. Ја го слушав прв пат, мислам дека Runaway и Power ги слушнав кога искочија. Целиот албум го немав преслушано до мислам дека 2012-13, ама дури и тогаш се сметам дека не бев ниту доволно зрел, ниту па доволно имав слушано доволно музика за да кажам дека сосема сум го сватил албумот, само ми се допаѓаше тоа што го слушав. Но со текот на годините никогаш не ми искочило од ротација, секогаш сум се навраќал на него и сега последниот викенд кога се навратив на него, се успеав да откривам некои елементи што не знаев дека се таму. И тоа мене ми дава уште дополнителна возбуда кога го слушам тој албум, што се уште има нешто ново што може да се открие. Тоа ми се случи мене искрено, го преслушав едно 10 пати сигурно оваа недела кога исправме текстовите и емисијата. Исто тоа го спатив дека има многу работи кои не сум ги слушнал, ја го имам преслушано милион пати. Кажи ми која песна ти е омилена ако мора да одвоиш една? Runaway мора да биде. За мене нема подобра. Нисто. Никсер се слагаш? 100%. Зашто мислиш така? Интрото, брат. Интрото. Аутрото, интрото, Аутрото, да. Апсолутно. Буквално и 3 минути аутро со дисторted вокал. Да. Што звучи како гитара електрична, да. Тоа имав гледано видео за ова дека аутрото на Runaway воопшто не е на човечки глас што е дисторted, туку со тоа што имаш слушано песната веќе 6 минути, само во твојата глава И си го замислуваш текстот, да. Си го замислуваш текстот, а устари е само мелодија од инструмент или од синт што Kanye West премногу дисторted, да. Гениално. До Милев, ти ако треба да одбереш на песна, која би ја одбрал како хайлайт од албумот? Мене ми е so appalled, искрено. Овој период, барем пошто сум у процес на преслушување на скоро целата дискографија на Kanye, мене ми е so appalled. Зашто можда, според мене, нели, најдобрата посикат трака, ако може така да се класификува, ама е апсолутно, значи нема никој потврдено. Значи најдобрата посикат не мора да биде, ама најдобрите фичерс се таму. Кога кажувам тоа, знаејќи Ники Минаж што направи на Monster. Значи да, добро, тоа таму на Ники делот отскокнува премногу, па дури на Рик Рос интрото, ама мислам дека со Апалти мене сега последнава недела што во топ 3 дефинитивно. Најмногу пати ја вратив. Трајче, омилена песна од проектот ако може да избереш една?
Многу е тешко и многу е тесно помеѓу Runaway и Devil in a New Dress и имам причини зашто е тоа така. Кој што кажа Бодан, дефинитивно тоа интрото и сите безброј видеа на лайв настапи кои што ја настапува Runaway, спотот, версот на Pusha T, тоа се едни од најдобрите карактеристики што ги има Runaway и самата тема за која што се збори внатре. А од друга страна, Devil in a New Dress ми е една од омилените траки воопшто во хип-хопот. Не можам, брат. Тој Rick Ross verse, брат, тој фичер ми е над сите. Ја го ставам над версот на Nicki Minaj на Power и на Monster, тоест, извини. И мислам дека покрај тоа што Kanye е феноменален на Devil in a New Dress, мислам дека Rick Ross ја вади трагата и ја креву уште едно ниво погоре. И јас така мислам и неколку се ратоа имам онаа верзија без него. И баш кога спремав еден микс, кога зборевме Карантинов, планирав еден микс да правам со некој таков стил на музика. Ја ставам песна и гледам трае 2,5 минути, викам што е работа и после сфатив дека сум ја симнал уште од Good Fridays кои излагале и уште ми стои таква. И нормално ја симнав новата верзија бидејќи и јас мислам дека Rick Ross на таа песна кине исто така тоа што е ставен таму каде што е ставен, само дава уште поголема вредност бидејќи те тера да слушаш цела песна до крај и после аутрото има цел верс. И ќе се надобрзам на тебе огромен кредит за Майк Дин за продукцијата на песната. И тоа познато гитар соло пред самиот крај, пред версот на Rick Ross. Збориме за Devil in a New Dress, која ќе чуеме малце покасно. Сега дека пуштаме музика од плоча, одиме песна по песна. Следна песна на плочата ни е All of the Lights, заедно со интрото, со интерлудот пред неа. Кажете ни нешто повеќе за оваа песна, како нека да почнеме со Бодан. Како осекаш песнава, што мислиш за неа? Ја прв пат кога слушнав песнава беше на YouTube видео кога беше искочен спотот. И многу ми се допаѓаше како беше направен спотот каде што има девојче што се шета по снег и многу ми се свиѓаше што има само интро каде што е виолината. И кога прв пат ја слушнав песната, само ја слушнав како All of the Lights без интрото, пошто нели на албумот има All of the Lights интро и после тоа почнува вистинската песна. И бев као разочаран кога зашто го нема и ова интро и тек после тоа беше кога го преслушав цел албум бев као ова интро е као само посебен дел и тоа додава толку многу на секоја плейлиста што имам All of the Lights мора и интрото да биде пред него да дојде. Брв песна. И јас мислам исто. Дмилев, што ќе ни кажеш за оваа песна, што ти значи тебе? Брат, јас сум малце помлад од вас. Ја All of the Lights ја знаев пред да знам као за концептот на My Beautiful Dark. Ја знаев само песната, пошто Песната беше мега хит. Да, пошто беше неверојатен хит и ја знаев само со спотот, нели се едно со друго со све. И кога првиот момент кога сум го преслушал албумот, не помнам, сум бил да средно поиманем. Кога се пушти, нели како што ја трек листингот, прво интерлудот, па после тоа и песната, за мене беше скроз нешто како таа комбинација на песната со тоа што доаѓа пред песната беше скроз различно го осетив од тогаш како што сум ја слушнал само песната, али кога сум ја знаел само песната било мислам супер, одлична песна као за песна, као сама по себе. Али као дел од албумов, да, али као дел од албумов е скроз нешто друго. Као дел од прича, као дел од цела служувалка. Никса, нешто повеќе за оваа песна? Сакам да дадам шаут-аут на Елтон Џон што го има отсвирено интерлудот на песната. Покрај него Ријана и Кид Кади на песната имаат учествувано Џон Леџенд, Ферги, Алиша Кис и Дрейк. Како имаат учествувано? Во рефренот мислам. Сите 5 гласа заедно и буквално имаше факт дека Алиша Кис за време на снимањето на песната е бремена. Значи ова е All Star Team, буквално во една песна. All Star на All Star од 2010 година. Да, инаку тоа е факт дека има преку 14 contributors на самата песна, а инаку само Ријана е кредитирана ко фичер на самиот албум. Инаку и Дрейк е еден од луѓето што има пишувано, така да. That checks out. Мислам дека Кид Кади е фичер, или се лажам. Да, Кид Кади го има као кредитиран фичер. Позадина кога си пее. Да. Yep.
Пулитап селекта. Се крена атмосферата во Pandemonium Headquarters и на Zoom митингот, па ја буднавме малце главата на иглата и ги слушнавме версовите на Jay-Z и на Kanye пола. Два пати, ама нема везе, многу е добра песната, ја би ја слушал уште еднаш искрено. Дефинитивно. Мора да го кратиме аутрова дека, како што веќе кажав, сите песни траат многу долго. И мора да ги кратиме за да остане енергијата на одредено ниво. Се враќаме во живо, јас сум Ерис Крет, што мене е Никсар на Zoom Set Activity, Бодан Андонов и Димитар Милев. Што ќе кажете за Monster? Ајде да почнеме со Трајче, Activity. Па, една од стендаут траките на албумот и мислам дека не е за самата продукција, да, дефинитивно, но мислам стендаут трака дефинитивно за Ники Минаж. И мислам дека има еден интересен факт кај што Ники Минаж својот дебют албум го издаде на истиот ден заедно со овој албум, Pink Friday. И да, и буквално мислам дека е многу важен момент. Мислам дека се поклопија коцките посебно за Ники Минаж бидејќи сите збореа за оваа песна. Power е една, мислам Monster е една таква песна која што е многу енергична и мислам дека беше преголем хайлайт за нејзината кариера. Мислам дека дури да, дефинитивно, и мислам дека и донесе многу поголема група на луѓе кон нејзиниот албум. Мислам дека ова беше многу прав потек и многу одличен потек за Ники Минаж, имаше требаше да се докаже на ова. И мислам дека го направи токму тоа. Плюс мислам дека ќе даде многу стрит и реп кредит, бидејќи после ова јако Pink Friday имаше многу балади, многу поп-песни, она го имаше ова како, знам и да рапам, и тоа знам да рапам боле од сите рапери, ја знаеме кои се рапери беа на овој албум. Одличен момент, искрено ја кажам, првите пати го преслушав овој верс, беше малце чудно, шараут за Добратни Ведран, кој пиша баш дека песна го потсеќа на Зимски Колосеум, тој период 2011-та, одма што ми излезе имавме во ротација ставено. Први беше малце чуден, али набрзо потоа кога го сватив онака колку е добар и кога ја почнав да ги рипам другите три, да го пуштам само нејзиниот верс во диско. И се уште го правам тоа, бидејќи мислам дека нејзиниот верс е најдобар, а интро исто така на Рик Рос многу ми се стига, плюс вика Fat Motherfucker на Look Puss and Shovel, така да може да се поистовети оваа екипа со тоа. Бодан, што мислиш за Monster, брат? Мислам дека исто не може да биде стендаут трака, пошто сите се стендаут траки на албумов, ама дефинитивно врв според мене чиста десетка од сите што се појавуваат. Ники Минаж, фала Богу, е најголем хайлайт и мислам дека до ден денес овој е најлегендарен верс. Сите, мислам, на ток-шоус селебритис го рапуваат овој верс, не знам кој има вгледано видео што го знае од збор до збор. Версот на Ники Минаж, мислам дека нема друга песна што толку има дано кој што кажа стрит реп, без разлика на што друго има направено Ники Минаж. Ова мислам дека ќе остане со неа до крај. А сега го трагате е топ и самиот концепт на Monster што Kanye West, по тоа што знам барем за тракава, ги има буквално за секоја трака каде што гостувал, им пробувал да дава идеи за што ги асоцира гостите на Monster, затоа и Jay-Z почнува Zambia, Gold with No Conscience да ги набројува работите што се Monster за него и мислам дека тоа многу ми се свиѓа што целиот албум е таков концептуален каде што има генерална тематика и секој дава свое мислење што значи тоа за нив. Fun fact ушен за Ники Минаж беше што не знам колку е ова познато дека го има препишано врсот дека Kanye West го има одбиено првиот врс што го има напишано и рекол како можеш ти боље од ова да направиш и Ники Минаж влегал дал својот најдобар врс на сите времиња. И ја терал да ја преснимува истата верзија повеќе од 10 пати. Јас ја знам приказната дека и се јавил пред да издаде албумот и рекол се мислам дали да останам твојот врс на албумот, бидејќи знам дека ќе биде најдобар врс на целиот албум, како ќе не overshadowнеш сите. Како на заеманци го кажал тоа и стварно така излезе. Ова е еден од врсовите за кои нема да се зборува. Интересно е дека двете, што би рекол, Д. Милев траки се една до друга, Monster и Soa Palt е следна. Значи на Monster гостуваат Jay-Z, Rick Ross, Nicki Minaj
и Bon Iver со пеењето, а на So Appalled Jay-Z, Pusha T, Sci-Hi The Prince, Swiss Beats и Рза или Риза. Значи какви две песни една до друга, онака да не знаеш со 10-11 версови кој е подобар. Ајде да подборуваме малце да не јавиме So Appalled, бидејќи спомнавме како најдобра трака, Determinate спомна како стендаут трака од проектот. Следува таа, па кажи ли нешто повеќе за неа најавија, да тие што не слушаа да добијат нека перспектива зашто е тебе толку добро. Зашто? Пошто сите што се дел од таа трака даваат некаква посебен шмек на тоа што е, како да кажам, според ја како што го доживам мајндсетот на Kanye правејќи го овој албум. Така некако многу богати версови имаат сите, така не лирички баш богати, него се многу богати. Па не се баш курч, не, да, и курч пред сама се многу едноставно докажување на што се они во дадениот момент at that period of time, знаеш. Сите вклучително и Sci-Hi The Prince, што мислам дека го има најдобриот верс од сите таму, а не ни требал да биде во трагата in the first place. Јас ако добро памтам, скришно влегол и си го снимал версот. Да, тоа е точно. Што но е јако, пошто ако ги видиш како се подредени и ако видиш како едни на други многу си лепат, не можеш тоа да го едноставно припаѓа таму. Знаеш, и мислам и без него трагата исто така би била одлична и пак веројатно би била најдобрата, ама Sci-Hi The Prince според мене е хайлайтот на оваа трака. Баш Никсера пиша во неговиот текст за Пантамониум радио на Инстаграм во вториот дел, пишуваше за ова. Која е приказната позади версот на Sci-Hi The Prince и како се нашол тој на песнава? Sci-Hi The Prince првично требало да сниме само хук за песната, Kanye тоа го посакал од него, но бидејќи биле само тој и инженерот во студиото, Sci-Hi и инженерот, премногу му се допаднала песната и сакал да сними врс и инженерот да го стави на крајот, сосема скришно во наводници. Тоа Kanye не го знаел и отшол да ја преслуша песната заедно со Beyoncé и Jay-Z и кога најнаш дошол врсот на Sci-Hi, Beyoncé рекол како whoever this dude is, you need to sign him right now. Значи, толку многу е стендаут за целата трака. И дефинитивно мој омилен врс од целата. Иако е преполна со quotables и со стихови можам да издвојувам цел ден, бидејќи ги имаме Jay-Z, Pusha T, Prince, Swiss Beats и Риза, буквално знаеме на што се способни тие, какви текстови можат да напишат, ама сепак Sci-Hi со најдобриот врс. За мен. Мен на момент, if God had an iPad и on his playlist. Многу добри quotables. Трајчи имаш нешто да не кажеш за песнава или да одиме да ја пуштиме да ја чујат луѓето? Само ќе се сложам со Димитар Милев дека сите, и мислам дека Sci-Hi ја прави траката дефинитивно и за мене. Мене ми беше ова интродукцијата за Sci-Hi, ја не го знаев претходно. Го имав слушнато, ако не се лажам, на Self-Made микстейпот на MMG од 2009 и таму искина исто, ама дефинитивно Verse 4, Sci-Hi The Prince, If God Had an iPod, I'd be on his playlist е легендарен лайн и мислам дека си го заслужи местото таму. Има многу повеќе верзии на приказната, де ме Kanye заспал на саундбордот, па скришно Sci-Hi почнал да го сними својот врс, но небитно како и да е, мило ми е што се тоа случило и што одлучил да го остави на трагата. И голем дислайк за Ентони Фантено што го исхита овој врс до крај. Да, Melonhead. Дефинитивно. Баш читав во коментари сите збореа за него, и јас го немам гледано тој ревју на Фантано, али коментари на последниве денови на сите постои што пеам, коментари беше минимум по еднаш два пати спомнат како да ме. Секоја година се случува тоа од кога го има направено ревјуто на самиот anniversary, секогаш се збори за ревјуто на Фантано, зашто му дал, ако не се лажам, 6 од 10. 6 од 10. Говорда топ хейтер. Затоа ни треба да се слуша, да се гради мислењето на ревјуз, тие може само да ви помогнат. Ние исто така ги пишуваме чисто онака од субјективна перспектива и оставаме луѓето сами да си проценат дали им се топаѓа или не. Така да немојте да верувате слепо на јутуберите и на сите што сакаат да го наметнат таквото мислење. Подиме со So Appalled, версот на Sci-Hi The Prince за кој што зборевме на крајот, така да слушајте внимателно.
се надам ќе ви се допадне цела трака, пишете ни у четот. Pandemonium Radio на Mixlr, Pandemonium Show број 3. Последивте последниот врз, тоа е тоа што зборевме, Say Hi the Prince, So About, омилената после трака на Дамилев и со право. Влага тука во дискусија сигурно. Продолжуваме со дискусијата. Сите песни се многу добри, има што се збори за нив, па така да ете решивме него песна по песна да ги обработуваме. Тоа беше So About, се надам дека ви се допадна. Следува една од песните која има најголем, онака најзначена за целиот албум, ако може да се каже, Devil in a New Dress. Зборевме на почетокот за неа. Трајчат помна како негова омилена стендаут трака. Кога веќе зборевме за неа да не должиме многу, ајде кратко да ја најавиме Трајче. Од каде да почнам, брат? Битот, Rick Ross версот, пак ќе се повторувам ако почнам да зборам. Ама мислам дека и со право ми е една од омилените траки, бидејќи мислам дека тоа и Никсар го каже и тоа беше интересен факт дека оваа трака не е воопшто продуцирана од Kanye, иако звучи Kanye-еск продукција, онака пик Kanye продукција, ова е продуцирано од Bink и од Mike Dean, ако не се лажам. И не знам, само да идеме, ако има некој друг нешто да каже за тракава, мене ми е една од омилените и мислам дека после Runaway мислам дека ми е единствената песна која што константно е во ротација и се наоѓа на некоја плейлиста и ден денес низ Spotify. Интересен факт за битот да се надоврзам. Kanye сосема случајно го чул од лаптопот на Bing. Мислам дека кога биле на авион, на пат кон Хавај, сосема случајно не ни бил наменет тој бит за него, ама сепак е испадна една од најголемите траки на албумов и плюс тој тач што го додаде Майк Дин, мислам нешто godlike. Да. Добра трака. Зборевме го спомнавме тоа на почетокот. Има еден момент каде што мисли дека песната завршува, ствари тоа е долго аутро. И после тоа влага Rick Ross со еден од најдобрите версови негови all time. Така да ја веќе пуштиме песната, слушате ја, баш осетете колку онака ве наведува дека крај на песната и кога влага Rick Ross ја носи на уште повисоко ниво што била претходно. Одиме со Kanye West featuring Rick Ross, Devil in a New Dress од неговиот албум My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Devil in a New Dress, Kanye West featuring Rick Ross, каква трака е, колку јако мало. Нереално. Ќе праша некој зошто е тоа посебен албумов, пуштите му е само оваа трака. Мислиш дека зборува тоа? Не, само треба да го Да. Треба само да види рекординг од овој видео кол за да свати зашто после 10 години сите волку се хајта. Да. Само тоа е потребно. Точно, шараут за цела Zoom екипата, Activity, Бодан Антонов, Дамилев, Никсар и Айрис Печо студиото на Pandemonium Radio. Имаме добра забава, ние тука ќе ставиме дел некој исечок од најдоброто зборање, ќе ставиме на IGTV, чисто онака. Стигнавме до Runaway, дечки. Најстейтмент траката, ја мислам како и да го вртиш, мислам дека Runaway. Од многу аспекти, почнувајќи од видеото, од тематиката, од... Кажи Бодан? Од таа првата нота на пијано. Да. Тоа E minor, брат, E minor. Ништо друго не е битно. Најмоќна нота. Нема по-recognizable. Нема подобар момент кога Kanye West настапува на На Yeezus Tour, да, 2013. И само првата нота. И сите знаат што се случува. Да позборуваме малце за неа или само да ја пуштиме и да уживаме сите бидејќи имаме слушното многу пати имаме зборено. Бодан, знаеш ли што кажеш за неа? Па не знам што ви кажал што веќе не кажавме до сега. За мене поим за совршена песна каде што се размислено на начин каде што ќе те целата песна ќе ти дава така некое патување каде што си има и врв и си има и спуштање, после тоа некако продолжува и трае доволно долго за да ти остави долго траен печат. Кој да е слушал Runaway целосна посветено има запамтено, не е песна што се заборава. Песнава самата зборува за себе. Мислам дека самиот треба да се пронајдеш во неа. Да чуеме. Одиме со Runaway, една од најлегендарните песни ever на Kanye West, Pandemonium Radio на Mixlr. Какво аутро, значи тракава трае 9 минути, секој моментот не е магичен добар.
Кажете ми дека ова не е врв на креативност. Се сложувам целосно. Зум екипа се слушаме? Јоп, Да, тука сме. Значи песна по песна како идевме, не знам која песна каде можам да ја ставам спореден едно со друга. Мислам дека да речеме најдобрите песни кои може да се одвојат од овој проект ги поминавме, па сакам да направиме една кратка пауза од слушање музика, малце поише да збориме околу овој албум, односно за него зборавме многу и ќе збориме него, ајде да го споредиме со тоа што излага после него во цела оваа декада. Дали некој артист успее да стигне на нивото, на креативното ниво до кое што стигна Кање или бар приближно до него? И каде овој албум се наоѓа во споредба со албумите кои излегоа после него, бидејќи да сите збориме дека е можеби број 1 или топ 5 во претходната декада, односно од 2010 до 2019. Но да го споредиме со неговите современици или како да се вика тоа. Значи, трајче сега да почнам со тебе, што значи на страна од албумот сам по себе, што донесе декадата после него и каде може тој да се стави во таа дискусија? па прво ќе се надоврзам на тоа што кажа дека влијаел многу и дека кои се тие артисти, дали воопшто постојат тие што успеале да достигнат таква креативна гениалност, ќе ја наречам. И мислам дека се уште нема, иако има доста добри примери во претходната декада на албуми кои што флексале огромна креативност и гение, но мислам дека самиот факт дека Кање го има создадено албумов во такви карактеристични околности во кои што тој сам се најде, мислам дека албумот го прави да биде над сите. Со тоа што доколку Кање не беше ставен во таква позиција, да албумот беше make it or break it, мислам дека немаше да биде тоа што е. Бидејќи тоа беше главната причина зашто тој го направи овој албум. To redeem himself, буквално. Ова беше еден вид на redemption, за да се врати во целиот спотлајт и да не го предаде своето его, бидејќи Кање од секад го имал тој God moment, кај што буквално сам се крева на пиедестал над сите. И мислам дека албумов му беше тоа што мораше да го направи за да се покаже дека се уште е тој истиот и дека не треба да забораваат на него и дека едноставно он е овде да остане. И мислам дека дефинитивно, апсолутно. И мислам дека го постигна тоа со овој албум. Да. И иако имало албуми, еве, Джо и Христијан Шонтевски го спомна To Pimp a Butterfly. Дефинитивно се слагам, To Pimp a Butterfly е еден од подобрите концептуални албуми кои што искочиле во претходната декада. И има многу, исто така мене ако ме прашаш и Игор и Flower Boys исто така одлични примери за тоа во поглед на продукција и мислам дека да, има албуми кои што се таму, но не можат да го достигнат нивото на професионалност и на execution кој што го има направено Кање со My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Па дури и на своите албуми кои што следеа после ова. Се сложувам со тебе, мислам дека кога се зборува за така, мислам нормално дека интрото и позадината на албумот има многу големо значење во самиот албум, но мислам дека кога се споредува конкретно со албумите од оваа генерација, не би требало тоа да се земе во предвид, бидејќи еве ако земеме теоретски Кање више се врати на почетокот на оваа декада, значи за многу луѓе, за голем дел од музиката и културата тој во 2010-тите беше веќе тој што е, бидејќи овој албум го стави таму на почетокот на декадата. Сега, дали овој албум што е тоа што, ако се земе музички гледано, што е тоа што го прави подобро од сите други? Дали едноставно нашата љубов кон тоа што он го има направено или сеопфатноста го става толку високо? Зашто е овој албум подобар од Good Kid, Mad City, например, или каде се рангира тој? Бидејќи ако земеме, како што кажав на почетокот, објективно, признам дека овој албум е тоа што е и зборуваме со суперлативи веќе неколку денови и пишувавме и денеска зборуваме и тоа држи вода, но например ќе излажам го кажам дека албумот ми е во постојана ротација овие 10 години. Баш напротив имало многу други албуми кои многу повеќе ми лежат мило и за мене лично имаат многу поголемо значење. Прв што ми доаѓа на памет е Rolling Papers од Wiz Khalifa или некои од првите проекти на Мек Милер како Kids, што ќе да речем од артистичка вредност или можеби неговата позадина и приказната околу него нема допирна точка не може да се спореди со оваа за My Beautiful Dark Twisted Fantasy.
али од друга страна субјективно кога го слушам па и поише ме лежи многу. Каде субјективно ти би го ставил овој албум? Субјективно мене Воспоредба со другите од оваа декада, од претходната декада, извинувам. така. Па например ако се навратам и на таа листата која што имав, мене прв албум што ми доаѓа на ум, например, каде што субјективно повеќе време го имам слушано низ годините од кога искочи, би рекол дека е Mac Miller Faces или Watching Movies with the Sound Off. Мене тие албуми конкретно допреле многу поблиску до мене. Но не можам да ја одземам гениалноста на My Beautiful Dark Twisted Fantasy, бидејќи кога искочи, ја бев во други години кога го слушнав друг пат и кој што рековте и претходно, кога секој следно преслушување го добиваш ново значење, песните ги сваѓаш на нов начин. Еве конкретно сега ќе се навратам на Runaway. Runaway според мене е буквално и еден начин врвот на албумот, својот пинакл го достигнува таму Кање, со тоа што и самата песна во себе е еден вид на грчка трагедија, со тоа што тој се представува како душбек, овде го има тоа злоставување моментот на home abuse или на уште кои не теми што ги обработува во самата песна. И мислам дека се до тоа, значи моментот на колку мисла има впуштено во него, ретки се албумите кои што може да парираат. Во смисла екзекуцијата и колку труд и време е внесено во овој албум, мислам дека го дели од другите. Но доколку би гледал субјективно, дефинитивно има албуми кои што сонично и од гледна точка на значење, мене лично што ми значат, ги има многу. Добро, Димитар, што мислиш ти на оваа тема? Значи да го споредиме, да го ставиме во кошот со албумите, со другите албуми од претходната декада. За тебе лично што значи каде би го ставил да правиме некоја споредба со се друго, бидејќи зборуваме за него во суперлативи, но што е споредбата со другите албуми кои излега после него дека овој албум отвори декадата на некој начин? Да, мислам дека како да кажам сега, албумот сам по себе е толку монументален затоа што е и добар, нели, одличен албум, али се попратно со него и плашка и албум на Kanye West. Kanye West сам по себе е доста контроверзна личност, значи све што прави он, све тоа се пута 10 е од одличен регуларен артист, па затоа например споредбата на не знам Kendrick и Good Kid, Mad City и не знам Kanye со овој албум не држи баш вода, пошто не се работи за истиот тип на артист, како да кажем, истиот тип на личност, да кажем. Знаеш, и сега од тој аспект ја не ми текнува сега вака некој албум кој што можам, или неколку албуми кои што можам да ги сврзам да бидат како целокупно доживување споредени со My Beautiful Dark Twisted Fantasy, ама можам например ми текна прв албум кој што се била сонично да го продолжи таа нишка на максималност во звукот, такви lush sounds. Па и Kanye со Jay-Z понатаму што направи албумот, нели, Watch the Throne, тоа е некако јас го осеќам сонично како продолжение на My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Ама не се уште тоа. Па и Magna Carta Holy Grail до некаде од соничен аспект се надоврзува на Watch the Throne. Ама пак не го достигнува тоа. Само те вратам малку порано, значи тоа што го спомна, не би можело да го споредиш со ниеден друг албум. Тоа значи дека е во свој лейн и толку високо што нема ниеден, бидејќи што значи тоа? Дали тоа значи дека се споредува со некои албуми што се надвор од хип-хоп светот? Ајде да земеме за види, дали е толку подобар и над се од хип-хоп музиката од последните 10 години или од сите 30 години кога постои хип-хопот? Например, дали ти има некој друг постар албум кој би го споредил со него? Дали сакам да видиме каде рангира за нас себе, за нас петорица тука што сме на Zoom, каде рангира и субјективно, објективно рековме кај, значи дефинитивно топ 5, топ 3 оваа декада во свој лейн и се тоа, но чисто да дадеме некоја перспектива со кој би го споредили ако воопшто може да се спореди. Не е до тоа, мене ми е поише го гледам како албум кој што ги крши тие некои груби граници на што значи се хип-хоп албум. Не е хип-хоп албум пошто звукот не е ни класичен, ни не класичен хип-хоп. Звукот е баш музички креирана музика, некако семпловите се на секаде, ги семплаш Сабат, го семплаш Смоки Робинсон,
Афроамерика, значи сите тие од секаде ако собереш така звуци не можеш да извадиш хип-хоп албум. Ти вадиш парче музика и тој албум е многу битен за развивањето на музиката од тогаш па до сега и понатаму веројатно во разбивање на тие некои жанровски подоби. Видиме на пример Тревис Скот со Родео на пример. Тој албум не е, иако е трап да речеме албум, не е, крши многу такви ригидни некакви калапи кои што би го ставил. Има скроз различни звуци, има скроз различни тематики, некако осеќам дека артистите од тогаш, мислам колку што јас имам слушано нели до музика до сега се многу послободни во креирање само музика. Не се замараат дали е хип-хоп албум, не се замараат и затоа не би го не ставам во не знам некои постари албуми, иако во однос на импакт би го ставил тука некаде со оние класици на класиците, попут Beatles, например, Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band е еден од за мене исто така најдобрите албуми во однос на тоа што нуди како пресек во музичката историја. Истото би го кажал и за My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Значи во свој лейн многу повисоко од целава друга хип-хоп. Да, ако споредуваш албуми со него, би требало да споредуваш албуми кои што се жанровски не можеш да ги категоризираш. Едноставно се парче музика. Се сложам, могу да го кажам тоа. Овој звук конкретно потсеќа само на овој албум и на ништо друго. Нити има после тоа и пред тоа нешто слично ново. Никса знаеш да кажеш? Да се надоврзам на Димитар, експерименталноста е тоа што секогаш ќе го прави овој албум посебен, барем за мене, бидејќи многу артисти пробале да експериментираат, но не на секој му успева тоа. А Kanye, еве за пример, ги семплува Black Sabbath, прави рок слеш heavy metal инструментал и му успева. Не знам, врв на креативноста е ова. Бодан, сакаш нешто да кажеш? Се сложам иначе, да, само сакам да разговараме чисто да споредиме со нешто друго што излезе на периодот на сцената или ајде да споредиме малку, не мора да споредиме како албум ако речеме дека е неприкосновен бореден на претходната декада. Кои артисти ги има врз кои артисти има влијание и што ме предонесено да се случува на сцената? Кои се, да речеме, потомците на овој албум? Што се случува? Уго го на Родео. Кои се други такви примери? Артисти како Френко Оушен, дали артисти како Кид Кади. се прокими техно, Кид Кади се разбира. Мада Кид Кади од друга страна гледа Кид Кади е сам по себе, да. Има и големо влијание врз овој албум, бидејќи Кид Кади исто славеше 10 Да, повеќе е контемпорари. Да, Кид Кади е многу значен за овој звук. Потом сакаш нешто да кажеш, бидејќи знам дека ти Родео исто така многу сакаш и го сакаш тој по експериментален звук на хип-хопот. Па да, јас се согласувам со тоа што Димитар го кажуваше дека таков експериментален и што трансцендува жанрови на музика, ми се баш онака или број 1 и 2 или Tied for First, Rodeo и My Beautiful Dark Twisted Fantasy, и не е ни чудо што Травис е еден од директните потомци на Kanye West, и Kanye West е сам заслужен за многу од Родео како е што е искочен како што е. За мене и самиот албум е исто, како што кажав на почетокот, најдобар хип-хоп албум, иако поради тоа што морам да ако треба да го категоризирам, би го категоризирал како хип-хоп, ама не можам да речам дека овој хип-хоп е истиот хип-хоп што го има на Life After Death на Biggie на пример. Што исто и двајцата се монументални, легендарни класици што се генерацијски имаат израснато деца им се имаат поистоветувано премногу со нив, ама нема како да се споредуваат, во скроз различни ери се направени, со скроз различна продукција, со скроз различни буџети, и тоа игра многу голема улога, и тоа мислам дека повеќе му дава на My Beautiful Dark Twisted Fantasy со тоа што е у понапредно време и со подобра технологија и со самото тоа и подобра продукција да трансцендува на хип-хоп и да биде поише. Ја би го ставил лейн со, не знам, Pink Floyd и Dark Side of the Moon, каде што буквално влагаш во некој друг универзум и слушаш звуци што се само уникатни и монументални за самиот тој албум и самото тоа дело. Така, одлично срочено и Димитар и Бодан и Никсар, фала. От активити, да споредиме нешто со... Тоа го велам од преска, брат. Мене
самиот факт дека баш тоа што го збореа и Димитар и Бодан дека е монументален и дека е скрос out of the box experience, и во поглед на продукција и во поглед на лирицизам, мислам дека не би можел да го споредам со некој албум, но би рекол дека на пример на еден начин и ги роди артистите кои еве конкретно Дрейк го има цитирано ко огромно влијание. Со тоа што и Дрейк во некаков домен и бил учествувал малце во креативниот процес на самиот албум и мислам дека не толку ги има инспирирано колку што ги има натерано да земаат и да прават ризици самите артисти. Ја мислам дека за тоа повеќе се работи со тоа што ги има натерано и им има покажано дека самите артисти и самите рапери можат да искочат од тие традиционални рамки на хип-хопот и да експериментираат со звуци. И тука границите. Да, дефинитивно. И мислам дека повеќе е пример неголи што е инспирација, бидејќи факт е дека нивото на креативност кое што го има Кање вложено и енергија која што го има вложено во овој албум е недостижна. Бидејќи целата таа околност му има даено еден посебен буст да го направи тоа. Но мислам дека служи како одличен еве ќе го наречам пак пример за артистите кои што ги родил понатака да се инспирираат и да прават, да превземаат ризици и да прават некои чудни out of the box ствари кои што ќе бидат запаметени и понатака. Тоа се случи, мислам дека и со може и директно да не се поврзани, но на еден или на друг начин ги има инспирирано на тој начин како артисти ко Кендрик, артисти ко J. Cole за ќе го спомнам овде и Дрейк. Дрейк на пример во истиот тој момент кога Кање е најранлив и најчувствителен, Дрейк истото го прави во 2010 година кога тој ги вади едни од најранливите албуми, кај што тој се представува на светот, се представува во најприродно светло, без никаков флекс, без ништо, збори за чувства, ја побива таа генгста и Timbaland продукција која што владее и мислам дека на тој начин My Beautiful Dark Twisted Fantasy се дели од другите со тоа што е пример за многу албуми понатака. Не толку ко инспирација, но ко пример за што можеш да направиш доколку земеш ризик. Одлично срочено. Се сложувам. Ајде да се вклучиме малце со пишувањето во четот. Најгоре се спомнува Sire од Jaden Smith. Траче што мислиш за овој албум и дали уопште треба да се стави оваа конверсација? Мислам дека искрено го немам осетено како што тие луѓе што го пишуваат имаат осетено најверојатно. Мене ми пре експериментален, пре многу пробување, трајн карта, ништо посебно, онака скрос ми е, дури не ми се ни свиѓа. Што мислите за овој албум, дали уопште, мислам не го споредуваме директно со My Beautiful Dark Twisted Fantasy, дали е тоа некаков пример што би можело да се спореди или воопшто е нешто тотално друго? Според мене, ако ме прашаш, Sire е добар албум, дефинитивно, го слушам, не велам дека не е така, и дека не е добар албум, но не може да се спореди со My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Не го споредуваме директно, може би превзема некој кјус од самиот албум и ги обработува истите теми во поглед на колку е тој искрен и дека ги искажува своите чувства, но мислам дека е далеку да влечеме компарации помеѓу такви два албуми. Jaden е се уште млад и мислам дека има уште многу за работа за да стигне такво ниво на креативност. Иако е креативен. Мене Sire ми дава некои vibes на My Beautiful Dark Twisted Fantasy, особено на начинот на кој што почнува со Blue. Тоа мислам дека е врво до сега на тоа што Jaden што го има покажано барем за мене и кој излезе стварно бев пријатно изненаден од Jaden, не очекувам нешто такво, ама пак може да се види дека влече многу инспирација од тоа Кање што пробувал, што правел, барем за перспектива на Jaden и му давам као пропс за тоа што се трудел, ама би рекол ако ги споредуваме би било као ефтина копија на My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Тоа е мавето што Jaden Smith од некоја позиција пробува да направи некој експериментален албум, а Kanye West да не е тоа што е во моментот кога го прави албумот, не може да го има тој инфлуенс и тоа ниво да стигне кој што го стигнува сега. Значи, позади себе има 3 албуми, ups and downs веќе во кариерата, тотално друго некакво изградено артистичка величина на некој начин. И за тоа Kanye кога го прави, тоа е нешто, кога земе да го правиме ние 5 души или Jaden Smith на својот прв албум или што и да е,
мислам дека не може да го има тој ефект освен да биде бледа копија на нешто такво. Тоа е моето мислење. Тука се спомнува Post Malone, се спомнува Игор, се спомнува To Pimp a Butterfly, се спомнува... Тоа се одлични албуми. Ке има посебни емисии за нив, еве сега сите тие албуми, сам не сите тие, него голем дел од албумите и во 2011-2012 година ќе полнат 10-year anniversary, така да ќе зборуваме многу за нив. Но ако се сложивме дека My Beautiful Dark Twisted Fantasy е во свој лейн, ај тоа што кратко да позборуваме само да излеземе малку од темата пред да се вратиме на музика. Рече, кои се за тебе топ 5 албуми од оваа декада ако отрнеш овој? Сега on the spot. Од прво онака. Во ред да размислам. Би рекол Игор, е еден од првите, како втор Faces, Mac Miller. Не можам да стресирам колку е за мене еден од најважните албуми од последната декада. Реков 2. Можеби ќе сум biased, бидејќи сум огромен Mac Miller фан. Би рекол исто така Watching Movies with the Sound Off. Овде би рекол дека исто така одличен албум има извадено и ме потсети, сега ќе го спомнам, 444 и исто така и пете нека остане петиот за интерпретација. Има многу албуми што ги имам преслушано, сега не можам. Сега баш и дека се спремавме конкретно за My Beautiful Dark Twisted Fantasy, не можам да најдам уште еден албум вака on the spot. Еве скрос off-ball би рекол Richie Cunning Night Train. Слушнете го албумот, прекрасен 2010 релиз од истата година е за мене еден од најубавите инди релизис. Знаев дека ќе има различни луѓе во Zoom митингот и затоа преска со нив се разборевме често за перспектива на луѓето да добијат, ако во албум е толку out of everything's lane, значи да е во свој лейн, што е другото што нас не движи, како може сите луѓе што ние 5 души мислиме да слушаме, може би слично и доста различна музика, како нас сите нас ние овој албум толку високо. Тоа беше тоа сакам да го доловиме некако. Никсер, кои се тебе топ 5 албуми? Не мора последна дека општо кои се топ. Нормално на прво место My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Добро, освен тој? На второ место го ставам The College Dropout. Постојано во ротација. На трето место би го ставил Take Care од Drake. Четврто Табу од Denzel Curry. Добро, интересно. И на пето би го ставил Graduation, да речем. Значи пак Kanye, добро. Океј. Да, 3 од 5 Kanye. Kanye фан. Бодан? Онака чисто од прва, мислам, ништо Па дека не од прво имав време да размислам дека Трајче и Никсер набројува, ама би рекол Родео мора да е таму, Swimming од Mac Miller. На почеток кој излезе, маца чудно ми звучеше, ама како поминува време, така се повеќе и повеќе го слушам. Swimming за мене е исто врвен мастерпис на емоции и на комплетност. Исто така би го ставил тука Good Kid, Mad City од Kendrick. После тоа не може чима од оваа декада би го ставил Man on the Moon, ама тоа е технички од претходната декада. Може би Nights од Frank Ocean исто. Скоро имам навлезено премногу на него. Океј. Nice Blonde, грешка. Да, на Blonde мислев. Blonde. И ми останал уште еден така. Не бе добро да ги кажа. Од прилика да одиме перспектива чисто од Милев. Па од прилика се вака што ми текнуваат на прва вајда би биле Faces, значи знае таки што значи ти знаеш сите како знаат што значи тој проект. Веројатно Before the Dollars на Joy Brothers. Така. Malibu од Андерсон пак, тоа исто многу добар проект. Баш го пише и Кирил во коментари. Да, одличен албум. И мене ми се свиѓа многу. Не знам, Current со Tame Impala исто е одличен албум, што Кевин Паркер влијае многу на хип-хоп сцената, на ваков и таков начин хип-хоп, на музичката сцена. Да, во моментов и не знам дали кажав сите, али не, добро. Тој некој знаеш таква некоја конотација, вајда. Ќе направиме посебна емисија за која ќе се однесува на претходната декада. Имаме многу ствари за зборање од неа, бидејќи сега што го слушаме и што го пуштаме ние во клубови, за што правиме муавет, се роди во таа декада, почнувајќи од 2009-10 таму Kid Cudi,
овој албум Made of Western Heartbreak, значи почнува некаде 2008. Ја и Волен напишавме еден текст пред неколку години баш за тие прелазни години. За таа транзиција, да. Таа транзиција ќе го обработиме тоа некоја следна тема, нема чисто нага сакав да направиме да излеземе малку од оваа тема, ќе се вратиме веднаш. Ја ќе кажам моите чисто вака што ми текнуваат први, Rolling Papers од Wiz Khalifa, DS2 од Future е тука дефинитивно без конкуренција, нешто од Mac Miller, ама најверојатно Kids, нешто од првите проекти на Mac Miller, од последниве години, значи би одбил Birds in the Trap од Travis Scott, можеби доста често во ротација тој период и плюс имаше голем инфлуенс. Culture од Migos исто така имаше голем инфлуенс, не знам дали би остал толку високо, но тука се албумите и не се проки првиот албум и првиот микстейп. Мислам да го ставам. Така да тие теми се мене чисто онака за перспектива. Ќе направиме посебна епизода за ова, да се вратиме на My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Сите ние набројавме до негде слични, има и доста различни ствари, али да сите дефинитивно едногласно кажуваме дека овој албум е усвои лейн и број 1 за претходната декада, така? Факт. И шаут-аут за Daytona. Бидејќи никој не го спомна. Тоа е друга тема, да не збориме за тоа дека станем уште саат време. Не ни приближно таму, можеби за топ 5 таа година или топ 10 таа година, можеби за ништо повеќе. Ајде да се вратиме на My Beautiful Dark Twisted Fantasy, продолжуваме да го преслушаме албумот. Шараут за сите што се на Mixlr, што не слушаат веќе 2 часа и 10 минути, го преслушуваме албумот. Поздрав од цела Zoom екипа. Уживајте. Излегавме малку од темата со тоа што ги замолив гостите од Zoom митингот да ни кажат кои им се топ 5 албуми од оваа декада, али осеќав потреба малку да смениме темата, бидејќи иако е My Beautiful Dark Twisted Fantasy Special, сепак тој албум од некоја перспектива каде припаѓа со другите сите, свативме дека албумот е во тотално друг лейн и во своја вакво, и баш сега зборевме, Димитар Милев убаво кажа дека It's to the test of time, значи времето како поминува албумот се повеќе се одвојува. Јас може да ви кажам дека до пред 2-3 години не беа волку едногласни муабетите дека ова е најдобриот албум на оваа декада. Имаше декадата беше уште во тек, имаше фаворити, тековни работи, но како заврши, како поминува времето, а овој албум се одвојува се повеќе и повеќе. Тоа беше Hell of a Life. Никсар, како да се свига тракава? Супер, уште еден доказ дека Кање може да се снајде на секој инструментал. Ова инструментал што го зборавме каде ги семплува Black Sabbath, предобро склопен. Не ми е баш во фаворитите од албумот, али пак супер трак. Димитар Милев, што ќе кажеш за тракава? Мене ми е најнедопадливата од сите. Не можам да кажам најлошата, пошто нема лоши траки, на лоши песни тука, ама значи некако се наоѓа во сендвич помеѓу Runaway и Blame Game, а тие две се стварно, мислам, тие се делови од албумов што се сами по себе си објаснуваат некоја прича. Инструменталот да ги семпла Black Sabbath и прави експериментира, а некако ми малце претрапав за целиот концепт што е некако многу цврст и многу конкретен. Мислам, Кање е супер и рефренот ми се свиѓа многу и така певлив е на некаков начин и свето, али од сите песни, ако ги наредам, веројатно таа би ја ставил како најскипабл. Што не е тоа лошо у смисол на не дека не е добра, ама едноставно не е добра колку другите. Да, но јас мислам дека баш на добро место се наоѓа пред Blame Game, бидејќи овој сегмент некако од Runaway навака, од Runaway па оваа по Blame Game, кажу нека приказно за него. Да, буквално секоја е споена една со друга. До крај. Има приказна со Amber Rose и со целиот тој Rockstar Life кој на некој начин го шмукува Кање пред да почне да го прави овој албум. Во тој период кога он вади 2-3 албуми претходно станува голема звезда и се губи во тој Rockstar Life. Ова следната песна е Blame Game, така спомнавме исто така едно од најстейтмент траките од албумот. Easy Taught Me беше слоган кој беше на секаде низ интернетот пред да се појават мемињата. Трајче ќе ни кажеш нешто повеќе за Blame Game и ја највиш како трака? Само на момент ќе се навратам на Lost in the World, тоест извинете на
на Hell of a Life, пошто знаете како, кој што го кажа Дамилев е во еден многу чуден сендвич со Runaway, и кај што и сите траки до Runaway се одлични и ти треба и од самиот слушател се барат енергија за да го пројдат сето тоа, за да го искуси сето тоа и на еден начин и самиот слушател е изморен, а доколку ја слушаш самата песна сама по себе е одлична песна. Нема лоша песна на самиот албум, но мислам дека ако почнеш од почеток и дури да стигнеш до овој момент, мислам дека и самиот ко слушател си изморен и мислам дека не можеш да ја почувствуваш трагата во целост. Исто тоа се случува со многу албуми кои што знаат да траат повеќе. Тоа е еден од нив и Блонд исто така. Ја го имам истиот проблем со Блонд и мислам дека само по себе е одлична. А кога Blame Game е не знам што да кажам за Blame Game. John Legend е феноменален, пак ги обработува темите кои што се појавуваат и темите кои што се појавуваат низ целиот албум. И мислам дека ова е после Runaway ова е пинаклот на емоциите кои што се искажуваат во било која песна на албумот. Blame Game, Никсар, ке ни најавиш нешто за нели да ја пуштиме да чуеме, пак ќе позборуваме на крај. Blame Game уствари го означува крајот на неговата врска со Amber Rose. И фактички на крајот разговорот по телефон уствари ја представува Amber Rose. И шаут-аут за Симеона кој е во чатот, не знам, за скитот на Крис Рок, не му омене. Тоа беше трагата Blame Game, трагата која Kanye West најверојатно ја посветува на Amber Rose, пред последна трака на албумот, односно среда пред последна може да се рачуна. Стигнавме до крајот на ова издание, ќе ги оставам нашите гости на Zoom да кажат една крајна реченица за албумот и истовремено да најавиме следната песна. Песна се вика Lost in the World, во соработка со Bon Iver, а после тоа има еден краток скит кој се вика Who Will Survive in America. Ќе почнам со Никсар, ќе најавиш, ќе ни кажеш нешто повеќе за Lost in the World и еден завршеток за албумот како крајна реченица. Ако Blame Game означуваше крај на една љубов, Lost in the World означува почеток на нова. Буквално Kanye е free, мене песната ми е во топ 3 или 5 дефинитивно. Многу ми е uplifting, ми дава мотивација, Bon Iver перфектен на траката со вокалите. Текстот во интересно што текстот во песната е уствари љубовното писмо што го има пишено Kanye на Kim за нејзиниот 30 роден, нешто така беше. И што е еден предобар, како да кажам, Тривија момент. Да. Ептен добро. Ќе ни кажеш една последна реченица, ја го кажа 100 пати што ти значи овој албум и како би го затворил своето излагање. Само да кажам дека секогаш ќе ми остане број 1. Секогаш. Yes sir. Activity? Се слагам со се што кажа Никсар. Дефинитивно многу убаво го срочи сето тоа. И ко крајна завршна мисла за албумот, мислам дека како иде повеќе времето понатака, мислам дека само повеќе ќе го поштувам и ќе го сакам овој албум. Мислам дека е таймлес и мислам дека припаѓа во таа клапа на легендарни албуми кои што не се ограничени со една временска рамка. Ниту дозволуваат да бидат. Одлично срочено. Бодан? Па мислам дека не останам нешто многу што Activity и Никсар не кажа веќе. И за мене албумов е најдоброто нешто што до сега го имам слушнато. Не кажам дека нема да слушам нешто подобро, ама до сега се нема десено во последниве 10 години и како поминува време си самостанно се подобар и како јас созревам и моето мислење за албумот и на многу подлабоко ниво го сваѓам, мислам дека секој може да се поистовети со тоа. За Lost in the World сакам само да кажам дека ми е мене втора омилена песна на албумов, а ми требаше првите неколку пати кога ја слушав ја немав приметено како посебна трака само по себе, ми беше како многу добар завршеток на самиот албум, ама само по себе исто многу добро си држи, кој што кажа Никсар, топ 3, топ 5 дефинитивно. Да, не знам што друго. Океј, тоа е тоа. Фала ти, Дамилев, нешто за крај за овој албум, да се одјавиме? Па брат, мислам дека све кажавме више од сите аспекти.
Не знам, албумов е најдоброто музичко дело кој што јас го имам слушнато и веројатно така ќе остане уште некое време, имајќи предвид каков е текот на музиката сега. Последната трака, тоест две траки се според мене так даваат такво некакво чувство на rebirth. Ник Сарува го опиша тоа, што ако го споиш со почетокот на албумот, може целен таков циклус да затвори, да кажеме. И тоа исто, не знам, може да ептен му навлагаме на албумов и наоѓаме ствари кои што нема ствари за наоѓање, ама така некако ми дава такво некое чувство на ослободување, на секи биде окей на крајот се изди Trials and Tribulations и Јас мислам дека и тој филингот на Кање од почетокот на албумот кога почна да го прави се до крајот. Мислам дека баш тоа ослободувањето Revelation некако е природен тек на настаните, после се што се случува, се што се кажува во него и его трипот и добрите и лошите моменти баш е ова како е нов почеток. И Кање направи нов почеток, отиде во некоја своја насока и се уште оди во своја насока, човекот е чекори во свој лейн, не само поглед на музиката, него се друго, и за добро, и за лошо, но се надеваме дека следуваат подобри работи од него и помалце глупост. Искрено се надевам дека е окей колку толку со здравието и дека ќе ни остане жив уште некој време. Ако ништо друго. Не ми сакал да мислам на најлошото и некам така да завршиме емисијата, но неговото однесување последно време мене лично не ми се свига, да не го расипуваме впечатокот. Мислам да кажавме се за албумот, ќе завршиме со преслушување Esumeri Scratch, со мене беше Никсар од Pandemonium Headquarters, на Zoom нивеат Activity, Домилев и Бодан. Шараут за сите што не слуша на Mixalar и што останаа толку долго време со нас, 2 сати и 30 минути до сега. Шараут за сите што пишува во четот и сите што не следат на Instagram постојано. Се слушаме повторно нареден понеделник, 21 часот, одиме регуларна емисија, ќе презентираме топ 10 листа, ќе слушаме нови албуми, ќе слушаме МК сцена и слична нека трајче ќе биде до мене во Pandemonium студиото. Esumeri Scratch се одјавувам тука, останете до крај, като слушате го Кање, направивме одличен муабет за албумот кој преслушавме цело првата последна песна, што многу ми се свиѓа. И така, благодарност до Zoom екипата, благодарност до Mixalar екипата, инаку не одобри Spotify, така да утре или заутре најверојатно ќе биде оваа емисија во скратена верзија само с горењето на Spotify, така да ако имате некој другар што треба да ги чуе овие муабети, а не слушаше во живо или другарка, пратете го линкот на Spotify, исто така сниме другите платформи како Mixcloud, Anchor и се надам се брзо и на другите. Esumeri Scratch, ова беше Pandemonium радио на Mixalar, шараут до сите, Kanye The GOAT, My Beautiful Dark Twisted Fantasy, The GOAT албум. Идеме со последната трака од него. Поздрав!